Неколку лета синоќа не успеале безбедно да слетаат во Скопје поради појава на венчија, па биле пренасочени кон Приштина, а утрово други два авиони кружеле повеќе пати пред да најдат стабилен момент за слетување. Wind shear е опасен метеоролошки феномен, нагла промена на брзината или насоката на ветерот што може да предизвика губење на висина и го прави слетувањето ризично. Аеродромските служби ја следат состојбата и преземаат мерки за безбедност. Месеци по трагедијата во дискотеката Пулс, дел од присутните на концертот на ДНК, кои првично немале повреди, сега пријавуваат сериозни здравствени проблеми, меѓу кои и потешкоти со дишењето, откри обвинителот Борче Јанев. Во обвинението се наведуваат тешките последици кај преживеаните и причините за смртта на 63 лица. За случајот се обвинети 35 лица, кои се уште не се изјасниле за вината. Изјаснувањето е закажано за 2 декември. Ана Брнабик најави дека во буџетот за 2026 ќе се предложи амандман што дефинира услови под кои Србија би морала да ја преземе нафтената индустрија на Србија, која е под американски санкции поради руското мнозинско сопствеништво. Иако го поддржува амандманот, Брнабик изјави дека е против национализација, бидејќи тоа би ја отворило Пандорината кутија. Србија и дала на Русија рок од 50 дена да најде нов сопственик, а доколку не се случи продажба, властите најавуваат воведување државна администрација во компанијата. Словенија го усвојува уставниот амандман со кој правото на користење готовина станува уставна категорија. Новиот член 74 гарантира дека секој граѓанин може да плаќа со физички пари во сите законски трансакции. Целта е да се заштити приватноста, да се обезбеди готовина во кризни ситуации и да се спречи дигиталните форми на пари да се изедначат со кешот. Иницијативата е поддржана од над 56.000 граѓани и доби позитивно мислење од Европската централна банка. Законот се очекува да биде формално прогласен на 1 декември. Околу 10.000 земјоделци од цела Европска Унија ќе протестираат во Брисел на 18 декември против, како што велат, нереалните политики на Европската комисија. Протестот, организиран од Копакогека, е реакција на реформите на земјоделската политика, недоволниот буџет, зголемената бирократија и трговските договори како Европската Унија, Меркосур, кои земјоделците ги сметаат за штетни. Организациите предупредуваат дека комисијата игнорира сериозни проблеми и дека јазот меѓу изјавите и конкретните мерки станал неподнослив. Протестот ќе се совпадне со клучните преговори во Европската Унија и заминувањето на Урсула фон дер Лајен во Бразил. Доналд Трамп објави дека го испраќа специјалниот пратеник Стив Витков во Москва на средба со Владимир Путин, додека паралелно американскиот секретар Ден Дрискол ќе се сретне со украинската страна. Трамп тврди дека 28-точковиот мировен план е речиси финализиран, со само неколку чувствителни прашања што остануваат. По интензивна дипломатија низ Блискиот Исток и Европа, се создава моментум за договор за ставање крај на најголемиот европски конфликт по Втората светска војна, а Киев сигнализира подготвеност да продолжи напред. Колумбискиот председател Густаво Петро изјави за CNN дека притисокот на администрацијата на Доналд Трамп врз Венецуела не е поврзан со борбата против дрогата, туку со интересите за нафта. Тој нагласи дека Венецуела не е главен производител на дрога и дека низ неа минува само мал дел од глобалната трговија. Петро ги обвини САД за империализам и оцени дека санкциите се политички мотивирани. И покрај тензиите меѓу двајцата лидери, Вашингтон тврди дека односите со колумбиските институции остануваат стабилни. Југот на Тајланд е погоден од рекордни поплави во кои загинаа најмалку 18 луѓе, а повеќе од 2 милиони се погодени. Градот Хат Јај имаше најсилни врнежи во 300 години, со домови и улици под вода. Војската испраќа носач на авиони, чамци, хеликоптери и хуманитарна помош за спасување и евакуација. Поплави има и во соседните Малезија и Виетнам, каде бројот на жртви и раселени расте. Илјадници луѓе се уште чекаат помош, а Сонгкла е прогласена за зона на катастрофа. Времето денеска претежно облачно со повремени врнежи од дожд, ќе дува слаб до умерен на места повремено засилен ветер од јужен правец. Во Скопје претежно облачно време со повремени врнежи од дожд, ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Под влијание на циклонска активност до сабота ќе преовладува претежно облачно време со повремени врнежи од дожд, а пообилни врнежи се очекуваат во среда и четврток, кога на повисоките планини врнежите ќе преминуваат во снег. Од среда ветрот ќе го промени правецот во северен.